Клековски во 2012 година фондот платил кардиохируршки операции или интервенции за околу 2400 пациенти, односно осигуреници, а лани тој број се искачил за повеќе од 50%. Како е тоа можно? Значи, бројката на кардиохирургија и интервентна кардиологија и васкуларна хирургија некогаш се испрепетуваат, бидејќи во основа ние финансираме три типа интервенции во кардиологија. Едната е класична кардиохирургија, каде што е класична операција, втората е интервентна кардиологија, каде што се работи со катетер, и третата е васкуларна хирургија. Најголемо зголемување на интервенции има во васкуларната хирургија заради зголемениот број на болни пациенти на кои има потребно. Најчесто пушачи и болни со дијабет, со запушување на крвни садови на ногата. Втората работа што влие на зголемување во введување на нови методи во главно интервентната кардиологија, бидејќи класичната кардиохирургија постоеше и претходно, пред се тоа се ТАВИ, ТЕВР и ЕВР, тоа се интервентно кардиолошки зафати кои заменуваат класична кардиохирургија на срце или на големите крвни садови на аортата и на абдоминалната аорта. Во контекст на обвинувањата на професор доктор Сашко Кедав од пред еден месец дена, што е една од причините за ова интервју, дали кога ќе погледнете лаички од страна, гледате зголемување на бројот на интервенции, што може би оди малку во контекст на она негово тврдење дека се прават интервенции кои може би не треба да се направат. Од аспект на фондот, дали сметате дека такво нешто оправдано? Не, јас последните 3 години нема ни значајно зголемување на буџетите, ни некои значајни осцилации. Не можам да се враќам како било пред 10 години. Меѓутоа, пред 10 години немавме толку оператори. Не постоеше, ќе го изумрам, не постоеше државна кардиохирургија. Може би и Систина не беше во полн може најверојатно тога се само бројките од државна кардиологија и од Жан Митев или Филип II во тоа време. Значи, прво имаме зголемен број на провајдери со нови технологии, со нови можности. За да тврдиме дека зголемувањето е засновано на лажно оперење, треба сериозно да ги подкрепиме сите тие работи и Стручната комисија работи на тоа. Јас инсистирав да покрај пријавените преставки се направат слепи проби. Слепи проби за стручност, бидејќи оно што фондот го контролира е документирање на постапката. Ние имаме медицинска контрола, составена од општи лекари, кои ги контролираат сите извршени интервенции секоја година. Значи, правиме контроли, слепи контроли и во Жан Митев, и во Систина, и во сите поголеми здравствени установи, каде што утврдуваме дали се што е наведено во досието е подкрепено со рентген, со ехо, со наот, со сета пропратна документација. Така да сите случаи се одлично документирани и не би представувало проблем да на Стручната комисија да утврди дали се операциите оправдано изведени. На ова тема јас сакам да кажам дека мене како директор на фондот многу поголема грижа ми е во моментот интервенции што требало да се направат, а не се направени, бидејќи водат во шување на болеста или загуба на живот, отколку дали имаме гранични случаи на интервенции. Бидејќи во првиот случај губиме животи и нашиот фокус е да обезбедиме секој еден пациент да ја добие потребната нега. А зошто се сомневате дека има случаи каде што пациенти го губат животот затоа што не добиваат интервенција? Па излегуваат од еден случај од време на време во јавност. Добро, мислев да нема и некои други кои што јавноста не ги дознава. Не, јас сум исклучително транспарентен и работам на тоа да ги превенираме сите состојби на неизведување на третмани заради проблем со сали, со опрема или на недостаток на лекови, бидејќи така се загрозуваат правата на нашите осигуреници. Значи, ние како фонд
имаме осигуреници, тоа се нашите граѓани, и ние мораме да обезбедиме континуирана здравствена заштита. Тоа е првата цел. Втората цел е да обезбедиме да не бидеме лажани во обезбедувањето на таа здравствена заштита и мислам дека преземаме разумни мерки во однос на тоа. Во тој контекст, доколку се погледнат годишните извештаи на фондот, јасно се гледа дека оној буџет кој што го одредувате за државната кардиохирургија и за клиниката за торакална и васкуларна хирургија, секоја година овие болници не успеваат да ги потрошат парите кои што ги одвојувате за нив, ниту приближно, додека од друга страна приватните болници кои што обезбедуваат ваков тип на услуги, тука се мисли на Систина и на Жан Митрев, успеваат некои години дури 100% да ги истрпат тие средства. Како е можно приватните да го исцрпуваат фондот, а државните да не го исцрпуваат фондот, и тоа во ситуација кога велите плаќате иста сума и за едните и за другите по интернет? Да, значи тоа го нагласувам. Нашите цени DRG или цените по пакети се универзални, важат за сите обезбедувачи на услуги, без разлика дали се јавни, приватни и на кој ниво се. Втората работа, буџетите се утврдуваат на преговори со јавните и со приватните обезбедувачи на услуги кои се засноваат на нивото на исполнување на планот за тековната година до 9 месец, бидејќи преговараме во ноември и во декември за следната година, и со претпоставка како ќе биде до крај на календарската година, и онаму каде што имаме јасни индикации за долги листи на чекање, правиме анализа на листите на чекање со барање на податок од кој последен датум е пациентот со чекана ред за интервенција. Во соодветно на тоа оценуваме дали е прифатливо времето на чекање или треба да се зголеми буџетот за да се скрати времето на чекање на одредена интервенција. Збориме за елективната програма, таа што може да се планира. Има работи што ситни и не може да се планираат. Во државните во јавните здравствени установи не сите работи се по DRG и не сите работи се соодветно вреднувани, можеби затоа има неисцрпување на буџетот, иако за тоа као не сум Зборуваме за сериозни разлики. Тие успеваат да стигнат до кај 25, 30, 35, во најдобри случаи 40 или 45% исцрпен буџет за година. Во основа има објективни ограничувања, веројатно и субјективни ограничувања. Вистината е дека имаме мал број на интервенции по хирург во да кажем во јавното здравство, за разлика на голем број на интервенции по хирург во приватното здравство. Меѓутоа, повторно, медицината не е фабричко производство и не може да стандардизирате. Например, последната интервенција на нога на крвни садови на нога на торакална хирургија што беше направена, една операција траеше 9 часа. И сега операција од 9 часа и од пола час во статистиката влегува исто, а не е исто. Едниот приватен провайдер гледаме дека во последните 6 години, 5-6 години нема значително зголемување на цената. Последното е периодот некаде 19-та година, плюс минус, каде што просечна цена на услуга пораснала од околу 300.000 на некои 360-70.000 денари, плюс минус тука некаде се просеците за изминативе 5 години, додека во Систина гледаме дека имаме во меѓувреме уште едно покачување на цената и просекот таму сега изнесува некаде околу 470.000 денари плюс минус, да. Така што прашањето во тој контекст е зошто едниот приватен провайдер има просечно повисока цена по интернет. Покачување на цена, бидејќи се објаснивме дека сите цени се еднакви за сите обезбедувачи на услуги јавни и приватни. Станува збор за промена на комплексноста на зафатите што се прават. Во цената за еден пациент влегуваат интервенциите направени од првиот до денот на отпуск. Значи не влегуваат претходни диагностики и слично, туку само денот на прием во болницата. Ние тоа го контролираме. Една од причините може да биде зголемување на комплексноста на зафатите. Систина воведе многу подоцна ТАВ и ТВ и ЕВР во своето портфолио.
И пред се, значи, не е зголемување на цената, туку зголемување на комплексноста на зафатите и тоа може да зависи од случај до случај. Дали двете болници нудат исто комплексни зафати? Во моментот сите, зборам за скопските болници, сите нудат исто комплексни зафати. Дали имате објаснување зошто тогаш се прават повеќе комплексни зафати во една болница, а помалку во друга? Зависи од значи пациентите на крај одлучуваат во која болница ќе одат, бидејќи имаме право на избор на лекар во нашето здравство. Самите пациенти одлучуваат каде ќе одат и претпоставам дека потешките пациенти со покомплексни зафати гледаат доверба во една, друга или трета болница. Добро, во контекст на сето ова, како фондот прави контроли или како фондот се осигурува дека не се прават непотребно комплексни зафати, кои што можеби би можеле да поминат со потрадиционални методи, кои што би значеле и помалку финансиски средства. Не збориме, значи, за ништо што би било на штета на пациентот, туку да се заштити фондот. Значи, оно што го правиме ние да се заштитиме е дека бараме да се утврди дека секоја процедура, секоја постапка направена и документирана. А за стручните последици е надлежна друга институција, таква е поделбата во нашиот здравствен систем, тоа е Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Значи, ние сме надлежни да контролираме дали постапката е документирана и административно условно, да кажам, во ред, ДЗС е надлежен за стручниот аспект на работата и често се работуваме заедно. Имавме представка неодамна за една установа за несоодветни третмани. Представката стигна до фондот. Ние го информиравме инспекторатот за ние да ја провериме административната страна, они да ја проверат стручната страна. Дали покрај сето ова сепак има се уште листи на чекање за кардиохируршки интервенции? Има листи на чекање на васкуларна хирургија. Колку изнесуваат тие? Дали ги знаете случаи? Па неколку месеци. Неколку месеци. Тоа е елективна програма, таа не е итна програма. И во основа, јас кажав на една од првите пресконференции, дека имавме 8 представки против Систина и Жан Митрев. Во основа 7 од тие 8 беа поправки за наплата на средства од приватниот обезбедувач, каде што пациентите потпишале изјава дека се согласни да платат приватно за да го прескокнат редот на чекање и сите 7 биле васкуларни пациенти за васкуларна хирургија. Јасно. Добро, во контекст сега... И морам да кажам дека делумно од листите на чекање се во основа на избор кој доктор пациентот сака да го оперира, бидејќи ние васкуларна хирургија имаме на во повеќе здравствени установи, не се само приватните обезбедувачи. И тука некои самите пациенти сакаат тој доктор да ги оперира и самите конструираат листата за чекање. Добро, значи генерално по интервјута на професор доктор Сашко Кедев, кој што несомнено предизвика реакции од институциите и се уште предизвикува реакции. Како фонд, дали вие направивте некакви дополнителни проверки или ќе направите дополнителни проверки во тој контекст? Значи, ние правиме годишни контроли. Јасно. Секоја година сите поголеми обезбедувачи на здравствени услуги, без разлика дали се јавни приватни, ги контролираме услугите што се платени од нас. И тоа го правиме редовно. Морам да кажам дека во моментот нашиот оддел за контрола е целосно растегнат, бидејќи имаме барања, малтене масивни барања за контрола на боледувања од повеќе јавни институции. Имаме зголемен број на представки од граѓани за различни проблеми. Ние постапуваме по секој еден. Неодамна имавме представка дека од една пациентка не примиле на клиниката за инфективни болести. Ние имаме мобилна контрола која потуваме веднаш кога реагира. И таа информација може да биде корисна за граѓаните. Значи, при секоја писмена представка
не Facebook представка, туку писмена представка, ние веднаш ќе реагираме. И морам да кажам дека во моментот работиме, сме прекумерно растегнати. 2 наши члена од контрол учествуваат во стручната комисија и во основа фондот го обезбедува документацијскиот дел заедно со болниците, ги подготвува сите предмети. Комплетно сме посветени да процесот се води како што треба и да излеземе со конкретен став од ова афера, ако можам да кажам. Добро, конкретно прашање, дали сметате дека фондот е оштетен на било кој начин во контекст на она што го тврдеше професор доктор Кедев? Вака, значи во фондот за здравствено осигурување кривари на многу места, ако можам така да се изразам. Ние имаме загуба на позитивна листа со важни рецепти. Имаме загуба, позитивна листа е 50 милиони евра. Имаме загуба на боледување со важни боледувања. За боледување плаќаме 80 милиони евра годишно. Само од фондот, без работодавачите. Имаме загуба во лекови, во неконтрола на болничка употреба на лекови. Имаме милионски инвестиции и морам да кажам дека нашиот приоритет е да се посветиме на најмногу контрола таму каде што имаме најголем ризик. За споредба, сите кардиологи заедно имат помал буџет од една клиника, од клиниката за онкологија. И од менеджмент аспект сме посветени соодветно на контроли секаде. Јас постојано ги охрабрувам граѓаните. И од таму каде што смета дека нешто требало да биде направено, а не било направено, да поднесат представка. И ако сметат дека се прекумерно наплатени, односно нешто не требало да биде направено, да поднесуваат представки по нас, бидејќи надвор од редовните контроли ние немаме механизам за постапување. Неопходна ни е представка за да направиме вонредна контрола или допрен глас. Меѓутоа, предпочитаме да биде предпоставка за да рационално ги употребуваме ресурсите со кои имаме. Да заклучам, оставате простор дека е можно фондот да крвари и од оваа насока? Да, меѓутоа морам да намерно ги кажав износите на другите места. Ние минатата година целосно се фокусиравме на лековите, бидејќи мислиме дека имаме огромна загуба во фрлени лекови, лошо употребени лекови, препродадени лекови и го комплетираме е-рецепт. Значи, во основа не исклучувам дека можно е да има злоупотреби, иако во основа онаа поплака што имаме редовно е во системот на упатување. Значи, не дали е оправдана или неоправдана интервенцијата, туку кој кого каде упатува и не е тајна дека одредени кардиолози упатуваат пациенти во одредени болници. Против тоа можете да се борите некако? Со патокази. Меѓутоа имаме многу расправа со стручната фела, дали правото на избор на лекар е над протоколите за упатување над пациентите. Бидејќи често се случува да се прескокнуваат нивоа. Да илустрирам, за мене очекување е кардиологот од Струмица да го упати пациентот во клиничката болница во Штип, а не директно од некој од скопските болници, јавни или приватни. И тука има голема расправа, се надевам дека со уредување на патоказите, кој пациент каде треба да биде упатен спрема најблиската локација каде што се врши таа интервенција. Бидејќи во кардиологијата, во неелективната кардиологија, значи таа што може да се планира, во итната кардиологија времето е и те како важно. Благодарам на времето.